Здраво! Добре дојдовте во Тренд Лайф, местото каде што ќе откриете пикантни работи за животниот стил на познатите. Ни пред да ви откријам што ќе следува во денешнава емисија, време е да погледнеме што е актуелно кога станува збор за модата. Следете ме! Здраво! Здраво! Како сте? Добри сме, како сте ви? Драго ми е, нели сте добри? Еве екипата на Тренд Лайф одлучи да го посети вашиот бутик, Бутик Звезда, и да ни кажете што е актуелно за оваа сезона и што би ни предложиле, бидејќи ние денес ќе одиме на гости кај една многу интересна личност, па што ќе ни дадете за предлог за да се дотераме за таму. Многу ми е драго што не одбравте токму нас, за да бидеме дел од вашата емисија. Оваа сезона се актуелни повеќе нијанси, значи како на пример розовата боја, што ја викаме путра боја, тоа е оваа нијанса, значи доста актуелна нијанса. Потоа имаме кремовата нијанса, како и секоја година. Белата, тоа е веќе нормално, секојаш ја има белата боја. Значи тоа се крем, бели нијанси. Оваа година исто доста се појавува и лилата боја, што ја викаме ние. Убава боја, доста се комбинира. Ја има и плавата боја, небесно-сина, може да ја наречеме, резедата и нормално црната како и секоја година. Така. Интересно е тоа што во пролет се е шарено, живописно, цветно, па како што можам да забележам, доста цветни работи се носат и оваа сезона. Да. Што ќе кажете околу тоа? Кои комбинации, например, како да ги искомбинираме, да речеме маичка кога носиме цветна со што сукња, што каква панталона да ставиме, например, затоа што малку покрај тоа што е цветно, нели колоритно, сме ограничени во комбинацијата со други парчиња на гардероба. Што предлагате вие? Тоа обично кога е цветното во прашање, ако на пример претежно така ги комбинираме, ако е горе цветно, доле да е еднобојно. Мада сега веќе модата е толку сета измешана, што би се рекло, значи можеш да носиш и горе цветно и доле цветно, со патика, со се комбинира и се носи. Так, само да не биде некако искомбинирано и горе и доле цветно, освен ако не е фустанче. Да, но може и тоа да се случи. Значи, тоа се смели, значи храбри луѓе што би носеле такво нешто. Во секој случај постојат такви и јас ги поздравувам, ради тоа што животниот стил секој сам си го креира на свој начин и си дава свој печат на сето тоа. Сега така налага модата, значи се носи, се комбинира, фустанче со патика, можеш да видиш дури и свечено фустанче со патика да се носи, па со Тексас палто. Значи тоа е модата и може и добро е што е така, затоа што секој еден во се може да не се пронајде. Така. Добро, ајде сега да одбереме нешто во што јас да одам на гости. Ајде. Да видиме што ќе биде тоа. Овака гледај. Што ќе ми предложиш? Фигурата твоја, според тоа што си нежна, плавичка, ја би предложила нешто да одиме на таа нова боја наша пудра розе боја, од овие кежуал панталони широки, сега тие се многу многу интересно. Нешто широко, лесно, летно. Супер. За овој период. Добро, а со што ќе го искомбинираме тоа? Искомбинирала со нешто, некоја тесно блузиче, кроп топ. Така, супер. Мислам дека ќе ти стои на твоите става. И јас се надевам. И би ставиле од изгора едно овакво сако. Така, има да бидам одлична. Да, мислам дека ќе бидеш прекрасна. Супер. И сега друго, што ќе ставиме? Треба да облечем нешто доле, значи би ставила некоја ваква влечка, така елегантна. Да наречам во таа нијанса. Одлично. И може да искомбинираме и некое
малет котешничел. Супер. Мислам дека Оки. биде екстра. И ќе бидам супер. Мислам дека ќе бидеш екстра. Да. Треба да пробаш па да видиме како ќе изгледа. Ќе пробаме сега. Ајде. Еве повели. Одам да се облечам, па да видиме како оваа комбинација што ми ја направи Даниела од Звезда ќе биде и како ќе стои на мене. Ајде да видиме. Супер работа завршивме, а? Супер. Еве повели, со здраве да си Фала. носиш, убаво да си поминиш на гости, прекрасно изгледаше. Фала. Ми е драго. Па, здравје, се гледаме во следната емисија. Чао! Чао, Дани, убав ден! Чао! И еве, драги мои, сведени скоцкани во моделите на бутик Звезда, тргнавме да одиме на гости кај една многу интересна личност, која и текако е позната на јавноста. Се наоѓаме на улица Ресавска, во Кавадарци. Моментално се наоѓаме пред нејзината куќа. Ајде да видиме која е нашата гостинка. И сега ќе се звониме на нејзината врата. Здраво! Нашата гостинка, како што можете да забележите, е познатата пејачка Наташа Малинкова. Здраво, Нате, како си? Добро ми дојдовте. Добро дојдовме. Добро дојде и ти во Тренд Повелете. Фала. Многу убав дом. Браво, Наташа, за изборот и за стилот кој го живееш. Дефинитивно. Значи, преубав уреден Дел од дом. мојата работа, секојдневна. Дел од секојдневната работа на Наташа. Ти благодарам што ме приведе во твојот дом и овој период ќе си поминеме незаборавно дружење со нашата гостинка, на која ние сме име гости во неговиот дом. Така. Убаво што би текна. Да. Така, Тренд Лайф ги посетува сите кои живеат некаков животен стил кој и текако влијае на јавноста, меѓутоа и на помладата популација. И сега јас би те замолила како домаќинка во домот да видиме како твојот ден започнува и што ќе не послужиш за добре дојде. Секако дека денот започнува со едно убаво кафе. Јако кафе, да Јако, супер, да. Јас обожавам јако Не сум кафе. пиела се уште, ќе пиеме заедно. Може Баш, не правиш кафе. Ајде да видиме Наташа како кафе ќе ни. Некојаш други работи може да бидат актуални за наутро, нели? Да. Соки, овошје, Да, шејкови и такви работи. Да. Меѓутоа, ќе ви направам едно од моите омилени кафенца во моментов, тоест периодов, веќе подолго време го пијам италијански бренд Капушон, кој што ми е еден од омилените, убав сооднос на арабика, кафе и
останати други врсти на кафења кои што искрено не ги разбирам и не ги знам многу, меѓутоа сега ги учам и сега ги пробувам затоа што имат многу различни вкусови и мислам дека оваа варијанта кремастата е баш крим кафе и убаво е за од забајле, па после иде и со појако ако има потреба. Супер. Правиме кафенца. Вие како сте? Добри сте? Добри сме, еве, решивме да те посетиме и да видиме каков живот Не сме се виделе одамна со ситуацијава, сите по дома, сите со обврски. Но полека и ве разлабавија мерките, така да веќе почнуваме да живееме во нормално, што би се рекло. И ајде да тргнеме, ние решивме во потрага по така пикантни работи на познатите, да представиме интересно. Така, и да представиме каков животен стил живеат тие. Ајде да видиме сега кафенцето. Предпоставам дека ќе биде многу вкусно, бидејќи ни го прави Наташа. Мирисот на кафето од Цабајле е најубавото нешто, искрено јас кога ќе станам наутро и така обожавам кога сум си сама, додека спијат сите, сега се на распост децата и сите си се по своите соби. И јас си станувам и првиот ритуал, тоа е нешто за мене највозвишено. Кога си станувам, го осеќам мирисот на кафе, веднаш си седнувам на тераса, затоа што тоа ми е единственото место каде што се чувствувам, мака надвор секогаш ми фали така кислород наутро. Тоа е моето дворче и уживам во тишината наутро да пијам кафе со самата себе. Супер, одлично. Правиме уште за останатите. Ајде, јас ќе заставам овдека. Оба. Супер. Добро што не ми рековте некој појад да го оставам. Не. Затоа што доволно е сега. Вај чекам да се случи нешто да морам да ескивирам од готвење. Секој ден истите ритуали. Така. Нормално кога сте со деца, со фамилијарно, со обврски, тоа си е дел од паркањето. Така. Инаку, ајде уште додека го правиме кафево, да те запрашам каков стил на облекување обожаваш? Каде се чувствуваш како ти, тоа сум јас, Наташа? Во принцип не сум зависна на трендовите и да морам да нешто да ми е наметнато или да морам да го носам. Зошто? Затоа што во моментот е тренд. Среќа, малку пристрасно, среќа што имам сенс за комбинирање на бои, за стилови, сите тие работи, така да цел живот се облекувам така како што се чувствувам. Баш вака. Casual варијантите ми се најомилени. Патики ми е исто фейворит дел од аутфитот. И сакам и да експериментирам. Меѓутоа гледам да пак ќе кажам среќа што имам сенс да ги комбинирам и боите и стилски многу пати ми се покажало, односно сум си докажала на самата себе дека ми се има случајно да сум чекор пред времето, дали со боја, дали со дизајн. Се случило до душа и новинари кога пишувале дека во моментот што е актуелно, а јас сум го носела можеби неколку години пред тоа. Од каде ги црпиш тие инспирации? Лично од самата себе како твоја идеја да речеме или евентуално ги пратиш светските трендови? Светските трендови мислам дека сите треба да ги пратиме, посебно ние жените, нели, без разлика до душа и мажите. И знам дека многу луѓе ги пратат. Меѓутоа, заради работата, нели, јавната работа како јавна личност, одење на настапи, гостување во емисии и слично, треба да убаво е да се знае што е во моментот и актуелно и тренд, меѓутоа пак ќе кажам да не сте зависници од истото. Искрено низ години се покажало дека и со стварно многу ефтини парчиња знам да изгледам скапо или дефинитивно бирам тоа што најдобро ми стои, ефтино или скапо, небитно, битно е да ми стои. Така, значи и да се чувствувам убава да сум така. Не си некоја што по секоја цена мора да биде жената која ќе биде облечена во брендови, па цела таква избрендирана да излезе од дома. Не, воопшто да ти кажам искрено, дури на моменти ме нервираат некои такви не знам, случаи кои ќе видам, односно, не знам, слики или сите тие работи кои што вртат по социјалните мрежи,
некогаш невкусно е. Без разлика што е бренд, невкусно изгледа, невкусно сложено. Што знам, јас барем така размислувам. Јас сум рок-н-рол тип, мене ми се, не ме пала такви работи. Така, супер, одлично. Во суштина, значи, обично тие што се рокери си имаат некој свој стил на облекување. Кажи ми, каде се осеќаш кога еве си на јавни настапи своја? Дали во дискотека кога ќе се облечеш онака како ти што се чувствуваш целата напукана со енергија, се викаш ќе одам и ќе направам топ, значи забава, или кога си на некој концерт каде што мора да го носиш тоа што ти го одбрале стилистите, па тука те чеша, па тука нешто тегнеш, пустиш се случило и тоа и на настап се случило и на фестивал се случило и од дома некојаш морам да знам каде настапувам вечер за да знам како да се облечам, значи соодветно на настанот, дали е приватна забава, дали е некогаш и на свадба, нормално стилот на облекување мора да е различен, мора да е прикладно на моментот. Пак ќе кажам, во принцип се облекувам така како што се чувствувам. Имало моменти без разлика ако кажеме летно време се боите на мода, мене ми многу често знае да ми се случи и зимно време да се облечам во боја, каде што не знам, едноставно таа енергија што имам во себе, сакам да зрачи и однадвор со целокупниот тој аутфит или стайлинг. Да, на настапи ми се случило така да ме боцка, да ме чешка, да ме, нели, или на пример да промашиш тотално, на пример одиш некаде да речеме на некоја гала вечера кај што сите се скоцкани, дотерани, ти нормално и ти си дотерана и сега што се случува, одиш таму и ги гледаш сите и кажеш требаше да го облечам другиот тоа секогаш ми се случува. Тебе не се случува. Ми се сигурно ми се случува. Тоа дефинитивно ми се случува. Ми се има случајно, меѓутоа во принцип пак ќе кажам, одбирам нешто што е лагодно, што е пријатно за носење, за да седнеш, да станеш, да не мора да се поместуваш и да се да дотрчиш до тоалет или до гардероба, да се преправаш и слично. Значи да ми е комотно пред се. Така. Удобно и комотно да се чувствувам. Добро, кафенцето веќе не е готово. Ајде сега да се префрлиме во дневниот простор и да го испиеме кафето. Еве, јас ќе ти помогнам. Нека го тука... Ќе го пие после. Да. Еве, јас тука ќе го оставам на колегата кафето. Повели, седни се. Фала ти. Ете така. И сега да го пробам јас кафе од кафе ствари Наташа. Чекај, јас да се убијам на друго кафенце. Супер, одлично. Жешко е уште. Да, се уште е топло. Ке го почекаме да се нормално олади. Секогаш си ин кога станува делот за модата, меѓутоа исто така имаш доста интересни спотови и настапи. Веќе имаме информација дека твојот нов спот е готов. Не може да кажа таа информација, никој не знае. Сега ме притеча. Ја знаеме таа информација. Така да еве малце повеќе да ни кажеш околу спотот, подготовките кои се погрижи за тебе во делот на стайлингот, меѓутоа и кој се работеше на песната и на спотот. Така, песната е нова летна тема која што ја работеше мој долгогодишен соработник и колега и автор на сите наши авторски песни Столе Аврамов. Снимање, музиката, текстот, аранжманот, снимањето, продукцијата и сите пропратни работи се зад сите нив се подпишува тој. Станува збор за летна тема која што баш и брзаме да ја издадеме искрено, ни одговара периодот, затоа што и чекавме дали ќе ни дозвола да можеме да настапуваме низ локалите. Среќа се е окей. Снимањето го направивме со едни искусни дечки од Охрид, Даниел Јовески и Борче. Тоа е тим со кој што сум работела веќе претходно на Хеј Мама и имавме одлично искуство. Решивме да темава биде, затоа што е таква лесна, спонтана и лабава тема, баш за летово, не замара и сакавме да снимиме некој видео онака спонтано, кој што и визуелно нема да замара, него баш ќе биде убаво со бои и убаво ќе изгледа. Локацијата што одбравме нашиот преубав Охрид. Станува збор за приказна во која што се раскажува за една љубов која што некогаш постоела, меѓутоа сега само се потсетуваме на одредени моменти, меѓутоа никогаш не велиме не и секогаш оставаме простор за тоа што станува збор за вистинска љубов, дека пак ќе се врати, дека пак може да се разбори и така натаму. Не знам што да кажам за стайлингот, искрено, конкретно за овој спот, затоа што имавме многу кратко време да се организираме.
Јас се ангажирав малку повеќе. Замислив нешто, по принцип секогаш така, како ја слушам песната, веќе одма знам како сакам да изгледам, дали ќе биде тоа спот или ќе биде фестивал. И најчесто дизајнирам само парчиња custom made да ми ги прават луѓе со кои што се работувам многу време, да ми ги сушијат наменски за тој настан или настап. Нормално, побрзано пак ќе кажам со темата, како јас ја доживувам. И така беше и овој пат. Се замислив дека треба да сум во бело одело, со убава широка панталона со висок струк, краток кроп топ, мајче. Едноставно, лабаво, меѓутоа урбано, култно, тоа ми е секогаш фаворит во трендот. Супер. Па и обично така те гледаме почесто и во кежуал варијанта, сед нели кога имаш некои, да речеме, настапи на фестивали каде што треба така поголем гламур да се покаже. Кажа дека често ја шиеш твојата гардероба, си имаш соработници и дека моделите си ги избираш сама према тоа како што се чувствуваш. Дали некогаш ти се случило, еве да речеме, некој да сака да ти наметне некое негово мислење за тоа како ти да бидеш облечена за јавен настап, да речеме, и да те убедува? Дали знаеш да бидеш строга, оштра, да речеме, јас така одлучив и готово, или прифаќаш сугестии, критики? Во принцип сум компромисен човек, така да прифаќам стварно сугестии, затоа што збориме во ситуација кога работиш со вистински професионалци и луѓе кои што се долги години работеле со таа професија. Ми се има случајно на фотосесии да ми наметнат, меѓутоа пак ќе кажам, да, можеби сум строга во принцип, да, и дисциплинирана премногу и сакам и да се консултирам, меѓутоа и да се чувствувам пријатно додека работам на некој сет, да тоа што го носам ми е стварно и удобно, пријатно и да не се срамам дека се сликам така или вака, или тоа што го носам да биде сепак да доликува, нели, нормално и на возраст, и на стилот што го работам, и на музиката која што ја правам, нели, на стилот што го живеам, до душа, и на музиката што ја правам. Во принцип не ми е наметнато со сила да морам да го носам, меѓутоа ми се случило баш тоа што го кажавме претходно, да ме боцка, да не ми е пријатно, едно тулче и така цела вечер да ме чешка. Така си нелагодна ситуација. Сикаш кај го облеков ова. Да, сум соработувала со Папас, сум соработувала со Викторија Арсовска, со Фросина Студио Фран, сум работела со Елена Лука, ми правеле сите и custom made парчиња и за спотови, и за некои приватни евенти, така гала вечери и слично. Меѓутоа до сега секогаш успешно. Никогаш не сум се покајала искрено, не сум се двумела зашто изгледам така и пак ќе кажам, сепак со нивна помош сум изгледала така што сум. Гледајте на следниот четврток во 21:30 часот и погледнете го остатокот од премиерното издание на Тренд Лайв.